Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути сон на програмата на ТВ канал Одвис. А наша вечерашна гостинка во оваа емисија е Марија Витанова. Струмичани, претпоставувам, добро ја познаваат. Таа е млада струмичка поетеса, таа е млада струмичка водителка и млада струмичка рецитаторка. Марија, добро вечер и добре дојде во 15 минути сон. Така, добро вечер и на вас. Навистина ми е драго што еве денес имаме прилика повторно да се видиме и да гостувам во вашата прекрасна емисија. Да, благодарам. Велиш повторно, а јас колку што се сеќавам, твоето предходно гостување или последно гостување беше пред 4 години или во 2018 година, така беше. Кога Марија како ученичка во основно училиште или беше девето на крајот, девето оделение, ја издаде својата прва и за сега единствена стихозбирка. Ајде да се подсетиме на тој настан, за каква стихозбирка станува збор? Да, така, тоа беше книга поезија која ја издадов во 2018 година. Ми беше прва книга и се уште е прва, затоа што во план се уште втората е на пат, но сепак она што се случуваше беше навистина прекрасно искуство, прва книга, поезија. Ја имав приликата повторно да гостувам со вас и да, тоа беше пред 4 години што остана како многу убав спомен, иако ни се чини дека беше многу далеко, но сепак ете годините минуваат, книгата се уште добивам коментари од читатели кои навистина ја почитуваат поезијата и пишаниот збор. Така. И за сега сите се задоволни и секако прашањето останува кога втората. Тоа е, јас ќе си го задржам тоа прашање малку за подоцна. Се сеќам дека тогаш водител на таа промоција бев јас, така ли беше? Така беше, заедно бевме. А промотор беше и твојот рецензент Владо Евтимов, да. Владо Евтимов. Тоа е таа книга која тогаш ја промовиравме, значи во 2018 година, како вчера да беше, но времето вака поминува. Книга која мене исто така многу ми се допадна и добра е и рецензијата од господинот Владо Евтимов. Се беше договорено, на книгата беше целосно издадена баш како што очекував. Се под контрола. Да, твое првенче и обично кога излегува првата книга, авторот веднаш посакува многу наскоро да излезе втората. Колку е тоа добро е дискутабилно прашање, но ти еве добро чекаш добри 4 години. Да. И пред да влеземе во студиото ми открие една мала тајна дека нешто се крчка, нешто се готви. Да, точно така. Значи морам да признам дека не може да се скрие дека чувството веднаш по промоцијата беше кога повторно тоа ќе се случи, затоа што... А промоцијата помина многу убаво, се случи во домот на АРМ, ако не се лажам, и беше преполно, нели? Да, летно време баш и беше преполно и бев прекрасно, значи задоволна од се. И да, чувството ми се појави кога сето тоа повторно ќе се случи, затоа што искрено не можам да кријам, тоа беа некои впечатоци кои ми оставија трага дека мора повторно нешто такво да се случи. Така. Ама овој пат нема да се случи поезија, туку ќе се случи проза. Да. Што е тоа? Овој пат сакав да имам некои обиди кои се поразлични во врска со првата книга, односно сакав да пробам нешто во вид на роман. И за сега ми успева, морам да признам дека веќе одамна јас имам напишано многу големи, значи текстови кои веќе се спремни, но сепак не брзам. Тоа ми е сепак една поука дека секогаш не оди со брзина, мора полека и не се брзам за ништо. Мислам дека во скоро време да се надеваме има големи шанси да излезе од печат и таа книга, а сепак и со поезијата никако не заостанувам. Често ја негувам и неа со тоа што веќе имам безброј песни низ домот што не се треба само да се средат, нели? Да, туку онака сега ми се само во папка си ги чувам, нели, за секој случај кога ќе треба повторно нешто. Така. Добро. Имаш многу убав наслов на книгата Мирисот на младоста. Владо Евтимов нешто зборува во својата рецензија околу тоа на што мириса младоста. На што мириса младоста на Марија? Да, така.
Па за младоста, навистина, кога зборувам, мириси испомешани многу. Тоа е исто така го спомнував и на промоцијата, дека секој младоста ја сваќа на различен начин и не можам да долувам кој како ја доживува младоста, туку на еден прост начин сакам од прилика оние најпознати нешта кои треба да се запомнат, да се остават во една книга и кога ќе ја читаме секогаш да се потсеќаме на тие детски мигови, колку е всушност битна младоста, затоа што на еден начин е неповторлива и еднаш се случува. Така да целта ми беше да биде тој наслов затоа што бев млада и се уште нели, но сепак тоа беше прва книга и сакав да ја одбележам како младост, како нешто кое ме поттикна да пишувам и секако има различни наслови, според тоа и го ставив овој наслов. Да. Дали младоста подеднакво мириса пред 4 години и сега? Исти ли се тие мириси на младоста? Многу се менува. Се менува? Така? Да, не можам да кријам дека многу нешта се сменија од денот кога ја изедов таа книга. Многу, како да речам, нови предизвици, нови фантазии. Например, сакаш да пишуваш се повеќе, имаш инспирација да пробаш и со нешто ново, што навистина не ми е тешко и во слободно време уживам да го правам тоа, не ми е никаков проблем и секако дека мирисите се менуваат, така да сега тоа што во скоро време се надевам дека ќе излезе од печат, ќе биде нешто поразлично, така да веќе мирисот на младоста останува само во оваа книга. И овде се тие испомешани мириси, добри и лоши, кога сум пишувала поедноставни песнички од младоста, од 6 годинки пишувам. Така да има дел за членови од фамилијата, за сонце, за природа, некои наједноставни наслови кои будат чувства на младост, на нешто смирено, но подоцна нели почнуваш нешто да пишуваш, понекогаш во позитивен аспект, понекогаш малку и емотивно, понекогаш пробуваш да менуваш чувства, така да затоа што читателите сакаат постојано нешто различно и ново. Така. И се трудам да одам според таа насока како на нив ќе им биде поубаво кога ја Да, читам но книга. во секој случај од прилика младоста мириса на слобода, младоста мириса на полетност, младоста мириса на низа предизвици за следните чекори во животот и така натаму и така натаму. Велиш тие нешто се менуваат, но тоа се нијанси, нели? Нијанси Младиот сепак, човек е слободен човек и се надевам дека ти така се чувствуваш, многу патишта се пред тебе отворени, како и пред сите други. Од тебе зависи и како и од сите млади кој пат ќе биде избран за чекорење низ животот. Добро, јас се надевам дека наскоро ќе се случи втората книга, овој пат проза, дека наскоро повторно ќе поразговараме и на таа тема за да видиме што ни нуди Марија Витанова со својата втора книга и така натаму и така натаму. Но кога зборуваме за Марија Витанова, почитувани гледачи, доколку ги следите оние одбележување на празници и манифестации кои се случуваат во нашиот град, обично пред споменикот на Гоце Делчев, пред споменикот на револуцијата и така натаму, кога тоа се одбележувања на денот на раѓањето или смртта на Гоце Делчев, кога се одбележува денот на раѓањето или смртта на вториот претседател на Република Македонија Борис Трајковски, кога се слави Илинден и така натаму, Марија Витанова е неизоставен дел од сето тоа, нели? Таа е или водителка или дел од оние млади кои рецитираат револуционерна или пригодна поезија согласно денот кој се одбележува. Од кога си дел од, инаку тоа е дел од активностите на Домот за деца и млади, Благое Мучето. Да, тие навистина многу одамна го препознаат талентот со тоа што бев учествувала на еден нивни конкурс. И така спонтано се случи тоа, ја читав мојата поезија и многу луѓе имаше што дискутираа во врска со дикција, речник, нели, акцентирање такви нешта. И навистина имаше многу кои апелираа да пробам такво нешто, односно да застанам пред микрофон кога има некакви настани. И да, сето тоа се одвиваше навистина бавно. Прво почнав со рецитаторски дел, односно кога се чите уметнички текстови, како што рековте, на празници, кога се положуваат цвеќиња, кога ги одбележуваме спомениците и борците низ нашата струмица. Така да сето тоа се случуваше спонтано, но подоцна веќе почнав да читам сценарија, што ми беше
доста задоволство и тоа искуство најмногу таму ми е. И навистина Така. сум благодарна на сите таму, целата екипа, Дом за деца и млади, морам да ги поздравам, затоа што нивната поддршка навистина беше фактор број 1 во мојот живот, што добив инспирација се почесто да се појавувам пред микрофон. Тоа ми беше желба. И навистина бев мала, некаде 7 оделение, кога таму тргнав да читам. И тоа трае веќе 5-6 години, така? Да, до сега немам престанено, секако кога има такви пригоди, ме викаат и сум доста задоволна. И првите денови кога таму одев, најчесто беше прашањето кога ќе се вратам дома, кога повторно ќе има некој настан, ги броев датумите, значи кога ќе има некое одбележување или нешто, за пак да имам прилика тоа да го правам, така да задоволството растеше со текот на времето и се уште е така. Всушност, едно такво одбележување е и причината за овој наш вечерашен разговор. Инаку, јас ја повикав Марија да биде моја гостинка пред неколку дена на 2 август, на одбележувањето на двата Илиндена, пред споменикот на Гоце Делчев, на истоимениот плоштад во Струмица. И ја гледам Марија како убаво најавува и реков, зошто Марија, јас повторно не ја поканам да ми биде гостинка, и еве Марија во студиото. А уште поголема честа јас да прифатам да бидам овде. Апсолутно. Добро. Околу тоа толку, јас се надам дека ќе продолжиш и понатаму со таквите активности, но она што го знам за тебе е дека во последно време си активна и во Радио Марија. Така, да. Ајде збордува за тоа. Многу интересно е една Марија Витанова, дел од програмата на Радио Марија. Така, да, се и овде е спонтано, како што гледате, и минјата се поклопија. Тоа се случи сосем случајно. Се случува некогаш кога најмалку очекуваш, но сепак тоа што се случи беше една голема поддршка и повторно поттик за мене дека може да се смени нешто во текот на деновите, така да почнав со радио. Таму учествував во една емисија која се вика Обични големи. Имав и таму прилика еве да поразговарам вака за овие теми подетално, но сепак покрај тоа се случи чудо да започнам водење на детски емисии кои се еметуваат 3 пати неделно. Тоа е понеделник, среда и петок со почеток од 19 часот навечер, така да се за деца, детски програми. Овде ми беше посебно задоволство што еве како една млада струмичанка имам повторно ваква прилика, значи малку и да дискутираме со деца, да видиме малку како е од таа страна, и навистина сум задоволна. Има слушатели, Радио Марија е доста слушано радио, така да навистина и таму голем поздрав за огромната поддршка, што еве како волонтер сум од кратко таму, но сепак емисиите кои се снимани се веќе во голем број и се уште продолжувам со истата. Колку тоа ти исполнува радиото како медиум, работата со деца? Па да, морам да признам дека јас сум многу задоволна. Кога одам, значи задоволството е на високо ниво, затоа што знам дека гласот кој се слуша, сепак можеби денес нема секој да го слушне, но тој што треба да го слушне, ќе го слушне и ќе биде препознаено. Така да овде станува збор за деца и со децата секогаш мора малку повнимателно, попредпазливо, мора на еден начин да ги забавуваш во текот на говорот, да им даваш повеќе музика детска да слушаат, со тоа што еве програмата да биде во стил за деца. Супер. И колку трае да емисија? Па емисијата трае околу 40 минути. Тоа не е малку. Што значи измеѓу има помалку и детски песни, како пауза, децата нели да послушаат. И сето тоа што се случува таму и што го гледам, сепак пробувам на различни нешта, гледам како снимаат во живо и би сакала и во се да се вклучам. Практично и сценариото на емисијата е твоја, значи ти ја осмислуваш емисијата. Да, емисијата е целосно моја со оглед на тоа што ги користиме детските списанија, значи преку детски списанија се емитува една емисија, за една емисија околу 4 списанија. Тоа се случува се моментално, ги одделуваш. Детски содржини кои во моментот знаеш дека се прикладни според денот, според поезија за деца, така. Да, значи ги почитуваме нашите македонски автори, повторно ги спомнуваме, читаме од нив и секако децата мислам дека имаат прекрасно нешто за слушање кое можат и да тоа те исполнува, претпоставувам. Секако, јас сум презадоволна. Еве, Марија е сестрана личност, почитувани гледачи. И сега да се вратиме повторно на творештвото. Марија е позната и по тоа што честопати учествува и е редовен учесник на тие конкурси кои се распишуваат од институциите во нашиот град.
по разни поводи и Марија скоро секогаш е наградена. Ајде малку околу наградите, колку ти значат, кои се најважните награди кои досега ги имаш добиено? Па знаете како, кога станува збор за награди, можам да кажам нескромно дека ги има многу. Тоа е точно. Околу 8 први награди, втори, трети. И секогаш задоволството ми е било исто, дури и кога сум била некогаш, да речеме, кога конкурсот завршило неуспешно, во смисол дека не сум добила ништо. И јас за тоа ми представувало голем успех и напротив јас тоа го велам искуство повеќе и не ми смета на пример наградата. Така. Тие се важни, ама не и најважни, така? Да, најчесто се случува дел од некои луѓе кога пишуваат наградата ја служат за пофалба. Меѓутоа кај мене тоа не е толку пофалба, туку едноставно јас се задоволувам со тоа. И тоа ми е сосем доволно да знам дека еве имам една потврда, диплома, пофалница, признание дека сум учествувала во еден конкурс, но сепак наградите во повеќето беа неизбежни и сум презадоволна затоа што сепак прво наградена, второ наградена, тоа се чувства кои моментално ти предизвикуваат чекај, постигнав повторно нешто повеќе од претходно. И тоа ти дава повторно сила и волја, всушност на нареден конкурс да бидеш заинтересирана, повторно да се пријавиш, повторно да пишуваш. Понекогаш се случувало и во последен момент, дознам дека до денес е рокот, па пред да одам, значи на брзина напишам нешто, го испечатам, го носам за да не затвори библиотеката. Така. Да, значи понекогаш се случува и толку брзо, но сепак придобивките се, да. Сега, кои се најдрагите твои награди? Кои најмногу ти значат? Да, кога бев во училиштето, значи во основно училиште, таму имаше прекрасни теми, таму за прв пат добивав награда. Исто така градската библиотека, тука често учествувам, каде што најмногу ми се допаѓа еве кога пишувам за собствениот град Струмица, кога имаме таква тема и овде ми е посебно драго кога ќе добијам диплома затоа што навистина Струмица е прекрасен град и кога сум успеала да ја доволувам смислата колку е прекрасен и ете со заслуга добиваш диплома, тука ми е навистина прекрасно чувството. Тоа се конкурсите обично за Струмичкиот карнавал, нели? Да, најчесто Струмички карнавал, председателот Борис Трајковски, исто така за Свети 15 Европолски свештеномаченици, за нив има доста што да се пишува и секако се појавуваат и некои други теми и од гимназијата имаше доста конкурси кои беа интересни. Универзитетот Гоце Делчев Штип пробав нешто и таму каде што имав добри резултати, често влегував со есеи меѓу 50 најдобри, па потоа сум пробувала повторно и сум задоволна. Значи конкурсите не ме изморуваат, туку напротив ми се една прекрасна динамика за да одиш напред. Добро. И тука ќе продолжиш и понатаму. Секако, да. Сега да привршиме со последното прашање. Марија Витанова заврши средно училиште оваа година. Така. И што понатаму? Да, во минатата емисија повторно бевме вака што понатаму и сега повторно се случи. Да, завршив 4-та година. Идејата ми е сега за правен факултет, меѓутоа да почнат уписите, се да заврши успешно се надавам. Така да засега стојам на таа позиција, но сепак мислам дека најконечно се кажува од кога сето тоа ќе се заврши целосно и мислам дека добра ми е идејата. Сепак имам мотивација и за таму, но тоа што сти останува со пишувањето, со водењето, со радиото, секако останувам да го негувам до крај, затоа што овде тоа си е веќе посебно хоби, што го правам во слободно време и мислам дека слободно време секогаш се наоѓа за таквите нешта. Малку ми изненади овој избор, бидејќи очекував дека Марија Витанова ќе запише литература, книжевност или новинарство. Искрено многу бев во мисли. Многу близко до она со што се занимаваш, нели? Да, сакав да допрам до тие полиња, односно најмногу со новинарството. Водител, тоа ми е значи нешто што најмногу го сакам, но мислам дека покрај се, нели, доколку има некогаш прилика, јас повторно сум овде за вакви нешта, но сепак може да се проба и нешто друго да се студира, но сепак тоа што останува е тука. Така. Но треба да се мисли и на иднината, правниот факултет мора да се признае дека нуди многу поголеми можности, нели? Така е, за да се живее од него подобро отколку од нешто друго, нели? И добар е изборот, особено ме радува изборот што Марија е одлучна да студира во Струмица, што значи повторно ќе биде верна на Домот за деца и млади, повторно ќе биде верна на своето творештво, повторно ќе биде верна на Радио Марија, зошто да не, и
добро ки оди и факултетот, претпоставувам. Така, не бегам никаде, значи на вистина и тоа беше идеја што да правам, дали на страна, дали овде, но сепак секогаш ја бирам Струмица, тоа не знам зошто се случува, но едноставно како град јас сум посебно исполнета кога овде сум и овде ги вршам своите обврски, овде се случуваат најубавите нешта, затоа што овде е твое место, твоја територија. Каменот си тежи на местото. Така, и затоа реков зошто да не и факултетот да се одвива овде, зошто спомените повторно да не бидат во Струмица, овие предизвици нови да не бидат повторно во Струмица. И секако зошто овие нешта кои досега ќе имам постигнато да не продолжам да ги надокнадувам со да речеме да ги негувам. Така да мислам се ќе биде добро, само толку си останеме своји личности пред се по карактер. Марија, јас го исцрпив концептот што го има во глава за овој разговор и чинам дека е тука некаде е крајот, но нема да те пуштам да излезеш од студиото пред да им подариш една песна, некоја покуса, секако, ако може, дека може, на гледачите за самиот крај на оваа емисија. Да, така. Што ќе биде тоа? Доста многу песни, но веќе кога зборувавме за Струмица, може да биде и за Струмица крајот. Ајде, повели. Сонцето во Струмица. Кога сонцето ќе ги пушти своите зраци, дека сум во Струмица, тоа значи. Кога мирисот на среќата се шири, улиците во Струмица се многу мили. Кога во ноќта звездите силно светат и безброј птици околу нив летат. Кога утрото појадок се спрема, се знае дека сонцето се повисоко се крева. И кога струмичани се расшетани по улица, тоа е прекрасна гледка на прошетка во Струмица. Каде и да одам, сакам пак во неа да си се вратам. Не сакам ниту секунда од неа да си кратам. Богата е и единствена, чудна е и таинствена. Нешто тука кој магнет ме влече. Не сака од неа човек да се оддалечи. Ох, бре Струмицо, да можем да те прегрнам со моите топли дланки силно да те гушнам, да те стиснам и никогаш да не те испуштам. Ах, Струмица мила, од тебе нема да побегнам и да ми ги дадат најубавите крила. Среќа и радост си моја, многу сум среќна што припаѓам во душата твоја. Нежна си и во секој поглед посебна. Со секој сончев зрак е убава како кралица. За мене лично најубава е мојата Струмица. Браво, браво, браво. Почитувани гледачи, беше тоа Марија Витанова на програмата на ТВ Канал Одвиз во емисијата 15 минути со. Марија, ти благодарам. Се надам дека ќе имаме други поводи за вакви разговори. Ти посакувам многу успех во наредниот период од Така, животот. јас на вас од срце ви благодарам за поканата. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со. До следното издање на оваа емисија. Довидување.